На почетокот би апелирал и јас да се откажеме што е можно повеќе од процедуралните забелешки, заради тоа што на екранот, но и на вкупниот список за пријавени за реплики на господинот Илиовски, практично соодносот на пријавени репликанти е пола-пола. Така да мислам дека ќе има плодна расправа и ќе може да ја следиме сите дискусијата. Околу другите работи кои што беа кажани од двајцата претходни дискутанти, би сакал да бидам искрен и да кажам дека јас не го препознавам гласот нити на иселените, нити на сиромашните во лицето кое што се повикуваше на тој глас, туку го препознавам гласот на Сорос. Да, гласот на Сорос го препознавам, кој што во Соединетите Американски држави веќе е на ниво на обвинет за корумпирање на политичкиот систем во преку 15 држави, но за нас многу битно и Македонија и Албанија. И тоа допрва веројатно ќе станува тема. Инаку, околу иселувањето на младите, јас би можел да ја прифатам забелешката, доколку Куманово не беше градот од каде што најмногу се иселуваат младите и доколку Струмица не беше градот каде што најмногу по глава на жител има издадено пасоши на друга соседна држава со цел исто така. Доколку Куманово и Струмица беа добри примери, во ова вие што го кажувавте, ќе можевме да веруваме дека вие имате концепт. Но вие владеете со Куманово и Струмица повеќе од деценија и вашите политики во Куманово и Струмица си го кажуваат својот збор. Затоа пред да напаѓате по некого, првин обрнете се и видете дека во првиот ред седи човек од Струмица, во првиот ред сега не присутен, но седи човек од Куманово. И ве молам господјо Шикеринска, воздржете се. Третата работа која што сакам да ја кажам е тоа дека гласачите на изборите во Република Македонија, посебно во делот на помалите етнички заедници и во делот на македонскиот народ, беа измамени. Би сакал да потенцирам дека повеќе од 70% од пратениците на СДСМ се уште го немаат видено законот за јазици кој што ДУИ го има договорено со СДСМ. И сметам дека тоа е неопходно ако ДУИ или ако колегата пратеник албанец сака да разбере дека покрај почитта на чувствата на албанците во Македонија треба да се почитува и чувствата на македонците, и на турците, и на власите, и на бошњаците, и на сите. Затоа нашиот апел е ден поскоро да излезе тој закон за јазици кој што е веќе усогласен и окончан, тогаш ќе знаеме на што сме и ние, и граѓаните, и колегите пратеници од СДСМ.